Добро утро, почитувани гледачи. Вие сте со утринската емисија на К3 телевизија Нов ден. Ако гледаме, ви посакувам ова утро да имате убаво утро, поубав ден, а уште подобра и поуспешна работна недела. А се е поубаво кога надвор имаме сонце. Веќе некоја минута после 10 часот, уште по утрото се познава дека не очекува сончев ден. Метеоролозите заедно со сонцето најавуваат и можен дожд, но како и да е, до крајот на оваа недела не очекуваат високи температури, дури и до 30 степен. Надлежните и лекарите советуваат да се заштитите од сонцето, да не излегувате надвор доколку немате потреба до 17 часот, да пиете течност, особено вода, да избегнувате алкохол, да јадете лесна храна и да носите лесна и пријатна облека. Кога сме веќе кај сонцето и сончевите денови, сето тоа потсетува на летниот одмор. Веќе навлегуваме во месец јуни, а многу од нас веќе планираат одмор. Одмор во јуни без гужва и цени на половина. Каде е наевтино? Многу македонци се одлучуваат на летување да заминат во месец јуни, без гужви на плажи и со цени на половина. Туристичките агенции многу одамна излегоа со своји понуди. Дел од некои аранжмани веќе се продадени. Ако сакате ова лето да патувате во Турција, пакет од 7-дневен аранжман во хотел со 4 звездички, на почетокот на месец јуни чини околу 299 евра по лице за полупансион. Ако сакате да се одлучите за Грција или пак конкретно за вториот крак, тогаш ви се потребни околу 190 евра по лице за почеток на месец јуни. Сите агенции нудат и аранжмани за првиот крак по цена од 170 евра по лице. Околу 230 евра се движат цените за две лица за сместување во познатото црногорско место Суто море или пак во Будва. И за Албанија се нудат аранжмани за почеток на јуни по цена од 140 евра за наем на студио во непосредна близина на плажата. Но дали македонците имаат пари за екзотични патувања? Пред почетокот на летните горештини најактуелни дестинации за одмор и оваа година се Грција, Турција и Црна Гора. Но дали македонците имаат пари за летување во некои од далечните екзотични дестинации, кои и како ги привлекуваат? Од туристичките агенции велат дека оваа година акцентот е ставен на вонсезонските аранжмани во Грција, но сепак оние со подлабок джеб знаат да ги побарат и Малдивите, Тајланд, Бали и Тенерифе. За разлика од претходните години, кај индивидуалните патувања оваа година има драстично поголема заинтересираност. Далечните дестинации ги бараат буквално сите, но од најмладите па се до најстарите. Луѓето на тие дестинации очекуваат да најдат мир и спокојство, да уживаат во интимата и приватноста која тие ги нудат. Хит дестинации се Малдивите и Тајланд, велат од туристичките агенции. Отаму нагласуваат дека станува збор за индивидуални аранжмани кои заинтересираните си ги бараат, но не и групни, затоа што, како што велат, многу е тешко да се собере група за ваква далечна дестинација. Додаваат и дека ваквите дестинации се бараат и нудат преку целата година со оглед на тоа дека кога кај нас се зима, многумина имаат можност да уживаат во исклучително пријатниот Тајланд. Индивидуалните понуди најчесто се изготвуваат за меден месец, за одмор, како и за најразлични јубилеи кои вредат да се прослават со коктел на Бали. Кога се бараат вакви далечни дестинации, луѓето најчесто одбираат хотели со 4 и над 4 звезди. Сакаат да платат и да одат на ексклузивен одмор, велат тие. Но да не се разочаруваат, аранжманите за ваквите дестинации почнуваат од скромни 1200 евра. Доколку се одлучите за тропските убавини на Тајланд, агенциите го нудат за 1500 до 1600 евра по лице и може да се каже дека е една од поевтините екзотични дестинации. За 13-дневно уживање на Банкок, каде преку целата година е топло, особено во летото, ќе треба да одвоите
1370 евра и да ги подготвите куферите за да можете да тргнете на 16 август. Сепак за оние со потенок джеп и на кои ваквите дестинации ми остануваат да ги гледат само на филм, ова лето агенциите нудат на вистина убави аранжмани достапни за сечи вкус. Добра вест за оние кои бараат работа. МВР вработува отворени се нови 47 работни места. Министерството за внатрешни работи објави оглас за вработување во кој бара вкупно 47 лица за повеќе работни позиции. За 30 работни места се бараат кандидати со завршен факултет од областа на безбедноста, 4 со завршен правен факултет, 3 извршители со завршен економски факултет, 20 извршители со завршен факултет за информатички технологии и 8 лица со завршено средно електротехничко училиште или друго средно образование во областа. Целиот оглас и начинот како може да се аплицира за работните позиции може да го погледнете на веб страната на Министерството за внатрешни работи. Почитувани, ќе направиме пауза, за кратко се враќаме во студиото. Имаме интересна тема која секојдневие се повеќе се развива и се прифаќа од страна на луѓето. Нашата денешна гостинка ќе нас запознае поблиско за што станува збор. Останете со нас, се враќаме за кратко. Знаеш што сакам да кажам и кога молчам јас, пред тебе не можам да лажам, по очи ти ме познаваш. Кога сум срекна или тажна, лута или нервозна, ти си моја слаба страна. Знам што би правила без тебе, што би правил ти без мене, различен ко ног и ден, а сепак ние исти сме. Што би правила без тебе, што би правил ти без мене, различен ко ног и ден, а сепак ние исти сме. Јавиш, знај, јас ке бидам покрај тебе секогаш. Кога сум срекна или тажна, лута или нервозна, ти си моја слаба страна. Знај, тебе, што би правил ти без мене, различен ко ног и ден, сепак ние исти сме. Што би правила без тебе, што би правил ти без мене, различен ко ног и ден, сепак ние исти сме. Што би правила без тебе, различен ко ног и ден, исти сме. Различен ко ног и ден. Posle se ne sum veke tvoja. Posle se ke sam slobodna i svoja. I imam sila jas da prodolžam bez nas. Spuštam
Најдов мир во себе, после се жива сум без тебе, и не се вртам јас, само напред гледам спас. Сега спуштам завеса, како што сонце заоѓа. Јас и ти секогаш, без ме лага, само една лага. Години на назад, без ме лага, само една лага. Најди сега друга, друга толку луда, да ти верува, но не сум таа јас. Јас и ти секогаш, без ме лага, само една лага. Години на назад, без ме лага, само една лага. Најди сега друга, друга толку луда, да ти верува, но не сум таа јас. Јас и ти секогаш, без ме лага, само една лага. Години на назад, без ме лага, само една лага. Најди сега друга, друга толку луда, да ти верува, но не сум таа јас. Назад во студио. Така, почитувани, ние се вративме назад во студиото. Како што споменав пред малку, имаме една интересна тема која што од ден на ден се повеќе станува секојдневие. Моја денешна гостинка е Ана Симова. Здраво. Ана, добро утро. Благодарам Добро што ја утро. прифати поканата да Фала што ме бидеш поканивте. моја гостинка. Наша денешна тема е веганство и со Ана ќе зборуваме нешто повеќе за веганството. Ајде да направиме, да ги запознаеме гледачите, нели? Да направиме една разлика помеѓу веганство и вегетаријанство. Епа да, многу луѓе значи ги мешаат овие два термини веганство и Так. вегетаријанство. И сега вегетаријанството е начин на исхрана која што го исклучува едењето на месо. Так. Сега луѓето преминуваат на вегетаријанство од најразлични причини, а најмногу здравствени и етички. Но за најмалку да придонесуваме кон експлоатацијата и убиството на животните, вегетаријанството не е доволно, бидејќи млечната индустрија, индустријата за јајца се многу посурови од месната индустрија, но многу луѓе не се свесни за ова, бидејќи нели изолирани сме ние од тој свет и само одиме во супермаркет и ќе си ги купуваме Так. производите веќе нели спремни запакувани, но не го гледаме процесот како тие производи значи стигнуваат на нашата чинија. Така да веганството е еден начин за најмалку да се придонесува кон измачување и експлоатација на животните. Сега додека вегетаријанството е повеќе начин на исхрана, веганството би било начин на живот, бидејќи освен тоа што нели не јадеме месо, млеко и јајца,
Исто така и пример избегнуваме не одиме во циркузи, во не знам зоолошки градини, бидејќи таму нели животните се користат чисто за наша забава. Не користиме облека која што е направена од нивна кожа, крзно или други делови од телото, не користиме козметички производи, сите останати производи кои што се тестирани нели на животните. Така да веганството би било повеќе начин на живот отколку начин на исхрана. Така. Вие сте веган. Да. Која е целта, ево да видиме, на веганството? Целта на веганството е да сите животни, значи да го имаат тоа основно право на слободен живот, право што им следува според мене на сите живи битија кои што чувствуваат и се родени на оваа земја. Значи животните имаат централен нервен систем, имаат мозок, имаат емоции, чувствуваат болка, страв, среќа, љубов, значи тоа можеме да го видиме нели по нашите миленици, а нема некоја разлика помеѓу фармските животни и помеѓу милениците што ги чуваме дома. Така да Колку време сте веган? Веган сум пола година скоро, а пред тоа бев вегетаријанец едно 5 години. Така да лесно ли се одлучивте на овој чекор? За веганство? Па и првин за вегетаријанство, па сега за веганство. Па, да ви кажам искрено, преку ноќ некако се одлучив да станам прво вегетаријанец, бидејќи налетав на некои клипчиња на Facebook од тоа како се третирани животните по фармите, кои што до тогаш, нели, како и сите останати луѓе, едноставно ги избегнуваме затоа што никој не сака да гледа мачење и тортура на некое друго живо суштество, без разлика дали е човек или животно. И се одлучив да седнам и да изгледам еден документарец на кој е прикажана вистинската слика за тоа, нели, низ што се поминуваат животните за да стигнат до нашата чинија. И знаев дека откога ќе го изгледам, дека ќе престанам барем да ги јадам нивните тела, што и го направив тоа. Но ми требаше така подолго време за да сватам колку млечната индустрија, индустријата за јајца се уште посурови од месната индустрија и кога тоа конечно го сватив, морав да се одлучам и на тој чекор. Така, ние живееме во едно друго општество, нели, кога една млада личност ќе се одлучи да биде вегетаријанец или веган. Како ти најде на пример на коментари од најблиските првин кога им соопшти дека ќе бидеш вегетаријанец? Па прво нормално ме прашува зошто. Морав да се објаснам дека нели дека поради животните, дека сватив дека немаме потреба повеќе во 21 век да јадеме месо, значи не ни е потребно за да бидеме здрави и среќни и исполнети. И нели требав да објаснам дека не сакам да придонесувам кон нивна експлоатација, да им објаснам за тоа што го имам посведочено, па имав покажано некои нели документарци, снимки, статии и така натаму. Пошто многу мои блиски луѓе и членови од семејството исто така преминаа на вегетаријанство и дури некои пред мене преминаа и на веганство. Така. Што мислите, која е најголемата мисконцепција кога станува збор за веганите и веганското движење? Веќе да навлеземе во веганството. Па има повеќе. Една би била дека веганството е нешто екстремно и радикално. Мене ово искрено ми е малку смешно, бидејќи како може да е екстремно нејадењето на други живи битија. Според мене е екстремно тоа што го правиме сега. Екстремно е да јадеме буквално леш од животно, кога воопшто не ни е потребно, па ќе кажам во 21 век, после сите научни нели најнови истражувања и студии што го имаат покажано тоа. Дури Светската здравствена организација го има ставено преработеното месо на иста листа со цигарите за најголеми предизвикувачи на рак. Додека црвеното месо потенцијален предизвикувач на рак, така да не знам зошто на веганството се гледа како на нешто екстремно, кога воопшто не е така, туку веганството е за да бидеш да им покажеш љубов на тие што најмногу ја заслужуваат таа љубов и што немаат глас да се изборат за да бидат нели слободни. Така, дали вие како веган сте член на некоја организација? Постојат ли организации за веганство? Па да, има многу активистички групи, се повеќе секој ден, нели како се шири веганството, бидејќи веганството е најбрзо растечкото движење во цел свет. Сега има една нова организација за заштита на правата на животните. Мислам дека пред година и пол е формирана и е распространета сега скоро низ цел свет. Ја имаме и во Скопје, се нарекува Anonymous for the Voiceless или анонимуси за безгласните нели се животните. И тоа што правиме е
Значи, тоа е активистичка група која што е специјализирана за уличен активизам. Значи, стоиме на најпрометните места од градот, со лаптопи и со таблети во рацете и покажуваме на случајните минувачи снимки од тоа како се третирани животните по фарми. И сега некој нели ќе застане да види од љубопитство што уствари се случува на снимката и ќе се заинтересира. И тие што стоиме од страна, ќе им придеме, ќе започнеме разговор, ќе им ги одговориме сите прашања што ги имаат и ќе им дадеме информации за тоа каде може додатно да се информираат на темата. И така едноставно... Има ли заинтересираност? Па има, да. Се повеќе и повеќе гледаме и околу мене најблиските луѓе се повеќе и повеќе стануваат, нели, прво вегетаријанци па вегани или веднаш преминуваат на веганство. Но исто така како што реков, веганството е најбрзо растечкото движење во светот, значи побрзо и од, не знам, феминизмот, да кажеме. Така да има се повеќе и повеќе и познати личности, не знам, многу од глумците и од пејачите што ги знаеме се вегани и вегетаријанци, само што не се промовираат дека се. Но ако истражиме на интернет ќе видиме многу личности што од ваше лично искуство и нели спомнавме дека живееме во едно, да не кажам, чудно општество. Има ли изговори на темата еве зошто вие сте вегани или вегетаријанци или да наидете на нешто такво? Па да, секој што не сака да се откаже од нешто на што е навикнат, нели, од мали нозе, си наоѓа изговори зошто тоа се уште треба да го прави. Исто и со веганството, значи многу луѓе се плашат на самата помисла да станат вегани, бидејќи мислат дека, не знам, дека ќе изгубат многу, дека нема да имаат што да јадат, дека нема да имаат што да носат од облека и така натаму. Но не знам, еден од изговорите е дека нема од каде да внесуваат протеини, што не е точно, бидејќи сите аминокиселини што ги содржи протеинот може да се најдат во сите растенија што нели постојат. Сега одредени аминокиселини ги има во одредени растенија, затоа веганството, затоа ако си веган треба да имаш разновидна исхрана за да ги внесеш нели сите потребни нутриенти што ти се потребни. И тоа е најчестиот изговор што го сретнувам, но мислам побиене со факти и научни студии, така да не е валиден. Сите нема валиден изговор против веганството, значи не постои едноставно. Почитувани, ние ќе направиме една кратка пауза, потоа ќе се вратиме назад во студиото и ќе продолжиме со оваа тема. Show me the faces that I've never seen.
Така, ние сме назад и ќе продолжиме со нашата денешна тема поврзана со веганството. Каква порака би ми спратиле еве на оние кои што сакаат да бидат вегани, нели? Која е вашата порака за сите луѓе еве што не гледаат, за нашите гледачи? Па сите тие што имаат желба да престанат со придонесување кон експлоатација и измачување врз животните и сакаат да преминат кон веганство, но мислат дека е нешто тешко, прво да ги охрабрам и да кажам дека воопшто не е тешко, дека да, треба да помине недела две за да се навикнеш скроз на сепак е нов начин на живот, да кажеме, каде што ги избегнуваш сите активности и производи со кои што се придонесува кон нивно искористување, да кажеме. Но не е воопшто тешко. Еве кога зборуваме за исхраната, многу луѓе мислат, како што спомнат, дека нема да имаат што да јадат откога ќе станат вегани, бидејќи ќе го исклучат месото, млекото и јајцата од нивната исхрана. Но вистината е дека всушност стануваш свесен за многу повеќе јадења за кои што си бил свесен додека не си бил веган. Бидејќи не само што ќе откриеш многу нови, овошја, зеленчуци, јаткати производи и така натаму со кои што не си бил запознат претходно, бидејќи си бил навикнат само на одредени видови на храна и толку. Но има и веганска алтернатива за скоро секое јадење со месо и кашкавали, млеко и така натаму. Значи може да си правиш полнети пиперки само наместо со мелено месо внатре, ореви и ориз, многу луѓе и граф ставаат и треба да си едноставно креативен и да истражуваш малце на интернет и да си покреативен во кујната. И исто така што правам јас, правам бургери, си правам вегански кебапчиња, има вегански... Како изгледа еве, на сите луѓе не можат дел од луѓето, поголемиот дел, да замислат да седнат на јадење без чинија полна со месо. Како изгледа, оброците за еден ден? Како изгледаат вашите оброци? Па, ајде ќе почнеме од доручекот. Сабајле јадев бисквити и млеко. Значи чоколадно млеко од соја со постни бисквити. После за ручек, мислам дека некоја чорба ќе направам дома. И за вечера имам во фрижидерот веганските колбаси и виршли што се продаваат сега во DM, нов производ е тоа. Значи секојдневно имаме се повеќе и повеќе вегански алтернативи на месните производи што сме ги јаделе некогаш. Така да имам многу што да јадам. Така, дали мислите дека некогаш може да дојде до откажување од ова и да се вратите на она старото? Па, за мене лично, ако ме прашуваш, тоа никогаш нема да се случи. Но сега зависи која е причината на луѓето поради која што преминале на веганството, затоа што не е само таа етичка причина секогаш, туку некогаш знае да биде и дека месната индустрија и млечната индустријата за јајца придонесуваат многу кон уништување на животната средина. Значи го загадуваат воздухот, ги загадуваат водите, има тука искористување на многу плодна почва која што се користи за они да се прехранат и за да се одгледуваат, додека таа почва може да биде искористена за храна за луѓето. И ако тоа е една од причините или причината е здравствениот аспект, тогаш некои луѓе знаат да се откажат од веганството, но ако причината е за добробит на животните, тогаш многу малку луѓе се откажуваат од тоа. Така е, што мислите, дали во иднина можно е да се живее во свет на веганство и на веганското движење? Па искрено верувам дека еден ден доволно ќе бидеме освестени за да не јадеме повеќе месо и другите животински производи кои што придонесуваат кон нивна експлоатација. Тоа можеби сега се чини дека е нешто невозможно да се случи, затоа што многу мал процент на луѓе се вегани, иако секојдневно таа бројка расте се повеќе и повеќе. И тоа многу забрзано расте. Достапни на социјалните мрежи. Да, секоја година има статистики колку вегани вегетаријанци има во Англија, во Германија, тука за Македонија мислам немаме. Но секоја година таа бројка расте многу забрзано, така да многу е возможно тоа да се случи. Дали можете да кажете дека и во Македонија бројката расте? Да, дефинитивно. Тоа го гледам и од
луѓето што ги знам, така. но исто така има и многу групи на Facebook за нели веганство и вегетаријанство, за размена на рецепти, совети и така натаму. Исто така бројката на луѓе во тие групи расте секој ден. Така. Ана, јас ти благодарам што беше дел од нашата Фала ви утринска што ме емисија викнавте. ова утро. Се надевам дека повторно ќе понатаму ќе бидеш наша гостинка. Секако, И секогаш. заедно ќе сработуваме. Почитувани, јас ви посакувам да имате убав ден, убаво да ја започнете оваа работна недела, а ние веќе од утре се гледаме со нови теми и со нови гости. Stalno na kasa, komši da li je to ase? A pogled od sjaje soboja na nadeš i znači zemljine i mene. Nek nijedna ista ti, svoj šaret me zamisli, reče se ke pram, zada ne si sam. Sakam tebe i može pametno i ne, što baš tebe te sonuvam, no su bilo koj neka mi ne možam, duša ne mi pe, bez tebe srce ne se sme, mi falat našite ludosti, a bez ludost ljubov ta ljubov li je? Maska na drugarstvo, nokta je carstvo na strasti, prikrijeni nevešto. Na flertovi mali, dvosmisleni šali i ženi, spremni na bilo što. A ja zle sluke zaboravam, so koj se smevno ne, i so koj zaplaka. Zato ja se sakam tebe i može pametno i ne, što baš tebe te sonuvam, no su bilo koj neka mi ne možam, duša ne mi pe, bez tebe srce ne se sme, mi falat našite ludosti, a bez ludost ljubov ta ljubov li je? Zaboravam, so koj se smevno ne, i so koj zaplaka. Ama ja se sakam tebe i može pametno i ne, što baš tebe te sonuvam, no su bilo koj neka mi ne možam, duša ne mi pe, bez tebe srce ne se sme, mi falat našine ludosti, a bez ludost ljubov ta ljubov.